Долгови кон комуналното јавно предпријатие Водовод во висина од околу 3,5 милиони денари во првите 3 квартали од оваа година искажале училиштата во општина Кочани. Најголем дел од неплатените обврски биле за потрошена геотермална вода за загревање на објектите, а остатокот се за останати сметки за други комунални услуги. Анализата на извештајот од работењето на комуналното предпријатие покажува дека образовните институции не ги исполнувале навреме сопствените обврски, заради што и натрупале долгови кон Водовод. Наизразен пример за тоа е основното училиште Свети Кирил и Методи, каде до почетокот на октомври долгот стигнал околу 40.000 евра. 40.000 евра за училиште е навистина баснословна сума. Ако го претвориме тоа во вода, нели половина евро еден метар кубен, 80.000 метри кубни вода или по 8 метри кубни по дете. Тоа испаѓа дека секој дете троши 400 литри вода дневно. Од комуналното предпријатие потврдија дека училиштата подолго време не си ги плаќале сметките, но со интервенција од локалната самоуправа пред неколку недели побарувањата биле подмирени. Значи долгот на Кирил и Методи во моментот не изнесува 2 милиона и 300.000 денари, во висина од 3,5 милиона со цесии општината како оснивач и со одлука на Советот се покриени долгови на основните училишта Никола Карев и Кирил и Методи, кои се најголеми потрошувачи на геотермална вода. И овие долгови не е ставен како апсолутна бројка, и другите училишта имат долгови кои не се искажени. Сметавме дека Кирил и Методи е поголем износ и затоа веројатно сметале стручните служби дека треба да го стават во прегледот. Мислам дека не е поентата локалната самоуправа да ги покрива долговите, туку да се види каде се тие пари, зашто се потрошени. На овој начин даваме само лош сигнал на школите, вие трошите, ние ќе покриваме загуби. И покрај покривањето на долгот на училиштата кон Водовод, неодговорено останува прашањето како сумата што тие ја должеле растела и во текот на летниот период, кога нема настава, ниту пак објектите се загреваат.